Вилма Русковска знаела колку години ќе добијат осудените за 27 април уште пред Добрилака Царска да ја објави пресудата, тврди Бојан Јовановски, кој во минатото важеше за и повеќе од близок со поранешната шефица на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција. Во гостување во интернет подкаст прочита комуникација за која тврди дека е имал со Русковска на тема пресуди за овој случај. Она ги знаеше пресудите за 27 април порано од судот да ги изрече и да донесе пресуда. Јас, Бојан, утре ќе ја пренесуваме во живо пресудата за 27 цела и пишувам на Вилма Русковска. Вилма, ќе биде интересно, највисоки казни, запирка после, ќе давам изјава. Бојан, значи Кацарска ќе направи лом. Јас си викам Кацарска дека ќе направи лом. Судиката. Добрила Кацарска, да. Вилма вели, лом ќе видиш. Бојан, ја и викам, дај некоја ексклузива. Јас си барам ексклузива за телевизијата. Она на тоа ми одговара, само една ослободителна, другите сите високи. Јовановски тврди дека имал комуникација и со тогашниот заменик на Русковска Наум Пановски, кој му кажал дека обвинението било напишано од друг, а сега осудените биле обвинети од Ракав. Дека е написмено дека други го правеле обвинението и дека од Ракав ги обвинила луѓето кои што се сега обвинети, се се осудени, не се обвинети. Вилма Русковска за Алфа демантира ваква комуникација со Јовановски, велејќи дека не ја знаела пресудата, а истата ја гледала онлайн бидејќи била на патување во странство. Јас кога беше пресудата бев во Берлин. Колеги што беа со мене и од Народна банка и од полиција можат да потврдат дека тогаш првпат ги слушнав пресудите, така што сигурно порака не сум упратила, затоа што јас не ги знаев. Инаку во 2019 16 лица првостепено беа осудени на вкупно 211 години затвор, додека имаше само една ослободителна пресуда. Потоа апелација символично ги намали казните кај секого по година или две или на вкупно 188 години. Голем број правници се уште тврдат дека пресудите за овој случај се повеќе од драконски, бидејќи воопшто немало основ за дело, терористичко загрозување на уставниот поредок.